Ajde kolena pred Него свиткајте, молитва покајничка говорете, и на сите веднаш простете. Исусе, те примаме во срце. Исусе, Исус напред, ние по Него. Никого не осудувам, простувам, победувам. Волјата Твоја ја прифаќам. Исусе, те љубиме од срце. Исусе, Исус напред, ние по Него. И никого не осудувам, пред Исуса коленичам. Во срцето мое всели се. Исусе, те љубиме од срце. Исусе, слава Ти, Господи Исусе Христе. Мир вам, татко мој. Ти благодарам што и во овој ден пред Тебе можам да побарам водство, сила и љубов. Овие живи слова што денеска ќе ги озвучувам, да ги допрат сите оние кои се жедни за Твојата љубов. Потребен си ми, Господи Исусе Христе, Твојата света крв е врз мене. Ти ме откупи од канџите на сатаната, плати за мојот грев, ми даваш сила да станам син Божји, ако дозволам да владееш во моето срце. Ако дозволам да ме учиш да љубам, ако дозволам Духот Утешител, Духот на вистината, Духот на мојот Отец да зборува низ мене. Не ја што сакам да правам, тој да ме води, тој да ме учи, тој да ми покаже лебот наш насушен. Дај ни го и денес. Дај им го и прости им ги, прости ни ги гревовите наши, како што и ние им ги простуваме. А луѓето толку им е тешко да простат, како што ние им ги простуваме на нашите должници. И избави не воведи, избави не од лукавиот, зашто Твое е царството. Царството е Негово. На таткото наш, он создал се. На земјата сме 2020 година. Долина на сенка смртна, каде што треба да научиме да љубиме. Значи, озвучувам од живите слова на нашиот татко небесен, а тоа е ова книга, Стариот завет, книга Проповедник број 8. Значи, таа ја нема кај протестантите, кај православните католиците ја има, а секако е дел од истата приказна, во која таткото наш ни се обраќа на еден духовен јазик, во телесен јазик, во слики, метафори, параболи, да разбереме зошто сме на земјата и дека ни е потребно водство, дека сме овде дојдени да научиме да се љубиме. Кој е како мудриот и кој го разбира значењето на работите? Ете, луѓето човечка мудрост е едно, а друго е мудрост Божија, кој знае се. Значи има еден стих кој вели, кој знае што има во човекот, освен духот човечки. И ако тебе те води духот, ако си ти син Божји, го води духот Божји, нели, не ти се водиш самиот себе, бидејќи ти си слеп духовно и не ги разбираш работите. Ретко кој знае, колеги, професори, што е тоа дух, например. И ке речат духот на театарот, духот на слободата. Дух на театарот нема. Има поднебесни сили на злото. Два духа има. Духот на Исус и духот на Антихристот. Мудроста на човека му го просветлува лицето негово и строгоста на лицето негово се изменува. Да дозволиш Божјата мудрост. Божјата мудрост. Јас ти велам, пази го царскиот збор. Го има тој во Новиот Завет. Каде што вели да се молиме за властите и за управниците. Често забораваме, само ги критикуваме за да поживееме мирен живот. Значи, јас ти велам, пази го царскиот збор. И тоа поради клетвата пред Бога. Порано царевите давале клетва пред Бога со свештенството.
Не брзај да бегаш од лицето Негово. Не биди тврдоглав во лошите работи. И работам во една институција и случајно при една рутинска проверка, или така Бог ме натера, Исус, испега дека 10 години немам стаж. И тие го знаеле тоа и не дејствуваат ништо. И откако им поднесов пред суд, се растрча и го најдоа стажот. Потоа се утврди, пазете, работам во образовна институција, дека не ми плаќале минат труд. Тоа е околу 6000 денари месечно. Меѓу другото се утврдува и друго, дека основисата на пензиско ми ја плаќаат на 14.000 на некоја сума, а јас имам плата преку 30 и нешто. Знаете? И сега што вели? Не брзај да бегаш, не биди тврдоглав во лошите работи и тие се лутат зашто јас ги тужам. Па тоа е суштината. Јас 3 пати размислував, бев поттикнуван и во еден момент Исус, Духот на мојот Отец вели, од мене крадат. Јас не знаев зашто станува збор, потоа се отворија овие работи. И тогаш ја поднесов, ја дозволив на нашата сестра која е во Исус да го поведе тоа. Па како сака Исус? Зашто не биди тврдоглав во лошите работи и тие се лутат зашто јас превземам, а тие крадат. Пазете, цела група, факултетот кој е исполитизиран во две политички структури, повеќе владее сега едната, мачка, фрла, боја, дојде тој на власт, украде се, го продаде народот, не помогна факултетот да се пресели. Пазете, да се пресели од... Имаме нова зграда, има некои технички проблеми, не ги интересира. И ти поддржуваш крадење. Не брзај да бегаш од лицето Негово, не биди тврдоглав во лошите работи, тврдоглав и упорно тераат. Беа платена револуција, фрлаа, мачкаа, хулеа. И човекот го продаде сопствениот народ за пари, сребролюбието е најголемо зло, пишано е. Зашто тој што ќе посака се може да направи. Земниот цар, да, но ако си ти во Исус се менува ситуацијата. Каде што е зборот на царот, таму е и власта. Евреите велат, ние немаме друг цар освен Цезарот. Знаете, кога го распинуваат Исус. А јас ви велам, јас немам друг цар, освен Исус Христос и мојот татко небесен. И вие не би имале власт над мене, освен ако не ви е дозволено за Божја слава. Те сакам, Господи Исусе Христе, каде што е зборот на царот. Кој ќе му каже на царот што правиш? Па, ако сака Исус во духот, јас ќе излезам и ќе му кажам што правиш, сине човечки. Но ако не ми каже, ќе молчам и ќе чекам водство. Зашто сум представник, негов представник на земјата, како што Исус беше. Кој пази заповед, тој не доживува никакво зло. Но за кој цар зборува? Твое е царството и силата. За небесниот цар. Не ме интересираат земни цареви. Под небесните сили на злото на овој век, на сатаната му е дадена власт над земјата. И знае дека има малку време. Срцето на мудриот знае и време и наредба. Чекам водство од Исус. Тој вели, од мене крадат и поднесувам тужба. И се држам за стиховите. Ниедно оружје направено против мене нема да има успех. Слава ти, Исусе. И секој јазик кој би се кренал против мене на суд, ти, татко мој, ќе го обвиниш. Зашто за секоја работа има свое време. За секоја работа има свое време и свој суд. Да го погодиш времето на Исус. А човека го обвинува неговото недело. Кое недело? Па да го љуби ближниот свој, зашто не знае што ќе биде и како ќе биде, тоа ќе му каже. Кога ќе дојде на платата прен во телесно ниво, па во душевно. Ниеден човек нема власт над духот. Му заповедувам на духот не знам што. Исцелуваш. Не. Он ги врши делата, Исус. За да го подржи духот, нема власт над смртниот ден.
Нема избавување во таа работа, ни нечесноста нема да го спаси нечесниот. Значи, немаш власт над духот. Ти треба да бидеш соработник над духот, да му дозволиш да бидеш син Божји, да те води духот Божји. Така да некои луѓе што исцелуваат, викаат во духот, треба да го прашаш Исус, дали е тоа реално, зашто би правил Исус циркус и театар. Сето тоа го видов и го свртувам срцето свое кон секоја работа што се врши под сонцето. Под сонцето само во име на Исус. Само во име на Исус. Сето друго е безцелно. Понекогаш човекот господари над човек на своја штета. Знаете, дојде една група, правеа мобинг, режира, изолира, бойкотира задкулисни работи, ги тера студентите против професори. И сега дојдеа на власт и сега има една тужба, друга тужба и веројатно телесна отплата. Се она што ви го прават вам, правете им го и вие, сето она што сте го правеле ви се прави. Со каква мерка мерите, со таква ќе ви се мери. Имам еден брат, излезе, престана, се крева полека и само се жали и ова ми се случи, она ми се случи. Замолчи човеку и речи можам, сакам, победувам, Исусе во мене. Тоа што го зборувате, тоа ќе ви го дадам. Понекогаш човекот господари над човека на своја штета. Видов тогаш како погребуваат нечесни и оние што доаѓаа од своето место беа пофалени во градот, што така постапија. И тоа е суета. Знаеш, ке даде некој пари, ке направи нешто, украл повеќе. Имам еден таков случај. Украл 3 милиона евра, дава 1 милион евра. За црква. За камен. Ако вие замолкнете, камењата ќе проговорат. Бидејќи не се врши суд над лоши работи, затоа не се плаши срцето на синовите човечки да прави зло, значи како во Македонија. Крадењето не се осудува, судството е под власта, сите се сребролюбци, иако некој грешник врши 100 пати зло, судот му се одолжува, му застарува, но јас знам како некој продавал тенкови и потоа му застаря, тој сега предава правен систем. Но јас знам дека ќе им биде добро само на оние што се бојат од Бога, кои имаат страв пред лицето Негово, тоа дека да знаете дека еден ден ќе застанеш пред Исус и ќе одговараш. Дека тој знае се, дека тој е судијата. Затоа не судете за да не бидете судени. Освен ако не ве води Духот Божји. Слава ти, Господи Исусе Христе, има и таква суета на земјата, праведните ги постигнува она што би го заслужиле делата на нечестните, а со нечестните станува она што би го заслужиле делата на праведните, а јас си реков и тоа е суета. Ке се здружат, одредена групација не ти дава, они се само фалци, се знаат, вавилонци сакат да бидат над другите. И потоа ќе дојде наплатата, кога ќе разбереш дека силата, царството и славата не се твои, туку на Таткото Небесен. Еден ден ќе треба да платиш за тоа што си направил со тој денар што си го закопал во душата и во земјата. И тоа ќе ти се земе. И ја пофалив јас веселбата, зашто нема подобро за човекот под сонцето. Пазете го сега овој мотив. Освен да јаде, да пие, да се весели, тоа го придружува човекот во трудовите негови, преку дните на животот негов, што му го дал Бог под сонцето. Да јада станеме, човекот седна да јаде, да пие, па стане да игра, да јадеме и да пиеме, бидејќи утре ќе умреме. Во Новиот Завет во Коринтијаните, таму некаде. После онаа беседа за љубов, ако љубов немам, ништо не сум. Ако љубов немам, ништо не сум. Кога го управив срцето свое кон тоа да постигнам мудрост и да ги разгледам работите што се вршат на земјата. И на небесата, под небесата, второто небо, третото небо, така што на човекот не му доаѓа сон, ни дење ни ноќе, тогаш ги видов сите дела Божји
и најдов оти човекот не може да ги свати работите што се вршат под сонцето. И затоа Таткото Небесен го испрати Исус да ни го покаже патот преку собствен пример. Колку и да се труди човекот да ги испитува, пак нема да го постигне тоа без знаење и допуст на Бог. Не можеш ништо да разбереш, разбираш делумно и правиш деноминацијски поделби на вистината Исусова, дека Исус е главата, а ние сме органите. Една е црквата и заедницата на Исус. И стануваш вавилонец, изборувате јазици и не се разбирате. И стануваш како Адам и Ева и си изгонет од рајот, јадеш од дрвото на познанието на доброто и злото. И си паднат како сатаната, зашто сакаш да се искачиш највисоко. Сакаш да се здобиеш со име и се во ова го стави во срцето свое, за да испитам дека праведниците и мудреците и нивните дела се во рацете Божји, слава ти Господи Исусе Христе. И дека човекот не знае ни за љубов, ни за омраза во сето тоа што е пред него. Претходно вели има време за љубов и време за омраза. Но дали ти знаеш се во свое време, дали ќе го потрошиш времето на омраза или ќе го употребиш времето да се преобразиш во љубов? За секој и за сите е едно, една судбина за праведен и неправеден, без Исус, за добар и лош, за чист и нечист, како и оној кој принесува жртви, и за оној кој не принесува, како и за добар, така и за грешник, како и за оној што се колне, така и за оној што се бои од клетвата. Иста е судбината, а тоа е дека еден ден ќе застанеш пред Отецот Небесен и Исус, пред Словото Божјо, ќе поминеш низ оган, за да се види имаш ли љубов во срцето ти, сине човечки, и потоа ќе видиш дали треба да осудуваш, дали треба да колнеш, да мразиш, да не љубиш. Те сакам, Господи Исусе Христе, Татко мој, ти си љубов, живеј во моето срце, да победувам со љубовта. Амин. Токму тоа е најлошо од се што се врши под сонцето, дека еден е крајот на сите и тие си релативизираат. Да живееме сега. Па затоа срцето на синовите човечки е полно со зло. Полно со зло. Меѓу себе нема љубов, треба да учиш деца. О, неразумни, шарени бојаджии, што за една дневница на масонот Чорос хулевте на сопствениот народ. Безумие има во срцето нивно, додека се живи, а потоа тие умираат. Човекот без дух е мртов. Остави ги мртвите да ги погребуваат своите мртвици, затоа умираат луѓе пред време. Врвот на себељубието на институцијата кај што сме на врв. Кој е меѓу живите има уште надеж да дојде до Исус, бидејќи и куче живо е подобро отколку мртов лав. Живите знаат дека ќе умрат, а мртвите ништо не знаат. Пазете, веќе за нив нема награда, зашто и споменот за нив е предаден на заборавот, но Исус слегува во Божјото царство долу, во царството на умрените, им проповеда, им се објавува да го изберат Исус. Он вечно не се лути, милоста Негова е вечна. Те сакам, Господи Исусе Христе, слава ти, Исусе. И љубовта нивна, и омразата нивна на синовите човечки, и љубомората нивна веќе исчезнале кога ќе умрат, и ќе нема дел довека во ништо што станува под сонцето. Одиш во темнина и чекаш да се раствори степенот на нељубов и омраза од дух во душа, во тело, во материја. Те сакам, Господи Исусе Христе, и така оди, јади го радосно лебот свој, лебот мој насушен, дај ни го и денес, и пии го со радосно срце виното свое. Те сакам, Исусе, штом Бог има наклонност кон твоите дела, штом работиш ти за Бог, штом работиш за Царството Божјо, штом сведочиш за Исус дека е дојден
и ве повикува: дојдете при мене сите изморени и обременети, и Исус, јас ќе ве успокојам. Во секое време облеката да ти биде светла и секогаш да има елеј на главата твоја. Во сите дни на својот суетен живот насладувај се од животот заедно со жената, душата, црквата, која ја сакаш, која ти ја дал Бог под сонцето за сите твои суетни дни, а ти му го предаваш животот на Исус. Он да те води, Он. Зашто тоа е твој дел во животот и во твоите трудови, за кои се трудиш под сонцето. Ако се трудиш без Исус, сето тоа е суета, прав и пепел. Се што може да врши раката твоја, според силите твои, а силата е на Исус. Врши, зашто во гробот каде што ќе појдеш нема ни работа, ни размислување, ни знаење, ни мудрост, освен ако не го избереш Исуса. Значи, ова е сега Стар Завет, ова е еден степен кога им објаснувал. И пак видов под сонцето дека на брзите не име до трчање, на храбрите не име до борба, ниту на мудрите до леп. Човек не се храни само од леп, туку од секој збор што излегува од устата на Бога, ниту на разумните богатство, ниту на искусните благонаклоност, но времето и приликите им помагаат на сите нив. Зашто го потребуваш времето? За себе фалење или за служење, или си министер на Исус Христос на оваа долина на сенка смртна, каде што нашите водачи слепи крадат, лажат и те продаваат за 30 евреници и малку повеќе пари. Зашто човекот не си го знае времето. Сатаната е фрлен на земјата и има малку време да се покае. Како што рибите налетуваат во погубна мрежа, човекот не си го знае времето, рибите налетуваат во погубна мрежа, и како што птиците се заплеткуваат во примки, така и синовите човечки се уловуваат во тешко бреме, кога тоа неочекувано ќе дојде за нив, според степенот на задачата и степенот на оддалеченоста од љубовта на Отецот Небесен Исус Христос. Те сакам, еве уште каква мудрост, Господи Исусе Христе, те сакам, видов под сонцето и таа ми се причини голема. Еве сум сега под сонцето овде во Маврово, црквата Исусова. Мал град и во него малку луѓе, дојде против него голем цар, го опколи, почна против него да прави големи окопи, но во него се најде човек сиромав, но умен, и тој со својата мудрост го спаси тој град, и при сето тоа никој не се сети за тој сиромав. Човекот е суета без Исус. И јас си реков, мудроста е подобра од силата. И при сето тоа што мудроста на сиромавиот се пренебрегнува, и зборовите негови не се слушаат. И тоа е суета за синовите човечки. Зборовите на мудреци искажани спокојно се изслушуваат подобро, отколку викањето на оној што заповеда. Мудроста е подобра од воено оружје, но оној кој што ќе сгреши, расипува многу добри работи, зашто човекот не си го знае времето. Зошто си дојден, колку дни имаш, колку пати си го одбил оној што сведочил за Исус, и потоа телото се враќа во земјата, се предава на сатаната. И душата чека суд. Како што рибите налетуваат во погубна мрежа, птиците се заплеткуваат во примки, така и синовите човечки се уловуваат во сопственото тешко време, во сопствената нељубов, во сопствената омраза, и потоа ќе почнат да овкаат: Господе, вака, Господе, така, ќе разберат дека силата не е нивна, дека срцето ти чука затоа што Исус така сака и Таткото Небесен. И тогаш не си го познал времето и те фаќа и си уловен во тешко време. Те сакам, Господе Исусе Христе, сите оние што ќе речат: Господе Исусе Христе, дојди во моето срце и помогни ми. Отвори им го срцето и очите и ушите да разберат зошто сме дојдени на земјата
и што треба да се прави во свое време. Време за љубов или време за омраза, што подразбира себељубие, нељубов, во духот на Исус, духот на љубовта или сето оној друг дух кој не го разликувате, кој е себељубие, гордост, очај, неприфаќање, омраза, љубомора. Господе Исусе Христе, дојди во моето срце и помогни ми. Им простувам на сите од срце. Никого не осудувам, зашто ти никого не осуди. Простете и ќе ви биде простено. Се покајувам за секој грев и за гревовите на моите предци. Од срце се покајувам, покажи ми што не сум покајал. И ја прифаќам Божјата волја во мојот живот и се што доаѓа прифаќам со радост, некако братот што се жали постојано секој ден и тоа што го зборувавте, тоа ќе ви го дадам и го барам Царството Божјо. За се ова да ми се придаде. Те сакам, Господи Исусе Христе, мир вам до Божјиот Царство Небесно, љубов Исусова, сила Исусова. Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. Оставам се земно и врвам по Тебе. Те сакам, Исусе, слава Ти, Господи Исусе Христе. Ах, колку си ме возлюбил, татко мој, го даде Твојот син Исус да дојде во дух во моето срце и ме учиш да ги љубам сите, да победувам со љубовта. Моето царство не е од овој свет. Јас имам царство на небесата кај мојот небесен татко. Јас сум од дозгора, вие сте од доздола. Мир вам, армакедонци мои. Те сакам, Господе Исусе Христе, силата Исусова, љубовта Исусова, мирот Исусов. Пребивам во сила од десната страна и победувам со љубов. Амин. Исус напред. Јас по Него. Се можам со Исуса Христа, кој ми дава сила да останам во љубовта, да станам син Божји. Амин. Ајде колена пред Него свиткајте, молитва покајничка говорете, и на сите веднаш простете. Исусе, Те примаме во срце. Исусе, Исус напред, ние по Него. Никого не осудувам, простувам, победувам. Волјата Твоја ја прифаќам. Исусе, Те љуби ме од срце. Исусе, Исус напред, ние по Него. И никого не осудувам, пред Исуса коленичам. Во срцето мое всели се. Исусе, Те љуби ме од срце. Исусе, слава Ти, Господи Исусе Христе.